Ја повторно ќе се повикам на членот 91 од Деловникот за работа на Собранието, председателе, затоа што еве во моментов колешката Силвана Ангелеска побара измена на дневниот ред со предлог 11-та точка од вашиот предлог на дневен ред да стане 9-та. Па што? Арно, ама колегата Мирче Аџиовски пред не знам колку време, половина час, побара точката од вашиот предлог на дневен ред со број 20 да биде последна. да биде 9-та. Последна. Или имаме грешка во преводот, или имате грешка вие кај вас. Водете сметка, направивте хаос. Нема да знаете кој предлог, за што се усвоил, која точка, каде отишла, хаос. Каша попора. Вие сте задолжени одржување на редот во оваа седница, а пред малку кажавте дека воопшто не ви интересира содржината на она што говорниците го дискутираат, што апсолутно не е точно, го имате многу пати потврдено кога влегувате во збор на сред говор на пратеник, или доколку е така и не ве интересира содржината на она што пратеникот го говори, тогаш ние можеме сега да започнеме расправа за интерпелација, например, на Бојан Маричич, на Љупчо Николовски. Значи не ве интересира содржината. Ние овде можеме што сакаме да зборуваме, портали да читаме, поезија да читаме. Не ве интересира, битно ви е да поминат минутите. Значи за јавноста има снимки, како што опоменавте некој колега, видеозаписи, ќе се врати назад, стенографски белешки. Колегата Мирче Аџиовски предложи точката број 27 да биде 9-та. Точката број 27 беше за годишен извештај за работата на јавното радиодифузно предпријатие Македонска радиотелевизија. Таа стана број 9. Како може сега предлогов на Силвана Ангелеска точка број 11 да биде точка број 9? Или повторно имаме ново правило, па две предлог ваши точки ќе станат во една 9, две во едно, три во едно, 4 без ниедно. Нема проблем, битно да тече време во пратениците на опозицијата да блокираат, а вие ништо да не слушате. На крајот, вие ќе имате потреба повторно да прекинете седница со неусвоен дневен ред затоа што направивте каша попора, затоа што не ве интересира што зборуваме, ама треба да ве интересира како ќе го заведете дневниот ред на крајот и како конечно ќе ни го предложите вашиот член од Деловникот. Ова не е дневен ред, каша попара, дневен неред, хаос од собрание. Дајте, воведете ред, побарајте си пауза, прогласете си пауза, го имате тоа право. Ние во моментов немаме потреба од пауза, бидејќи добро да знаеме што бараме. Ако има грешки кај нашите пратеници, грешките се заради вашите пропусти што не пред нас на масите, ниту во електронска, ниту во писмена форма, никаков ниту предлог на дневен ред, ниту она што вчера се изгласало,